вечер, почитувани гледачи. Започнува централното издание на Дневникот на телевизија Кочани. Во него донесуваме. Кружниот тек во Кочани влегува во завршна фаза. Градоначалникот Димитровски во обиколка на објектите кои се градат. Редовна средба на директорите на основните и средните училишта и градинката со градоначалникот Димитровски. На детските рацинови средби во Велес учествуваа и две ученички од основното училиште Никола Кадев. Манастирот Добра вода кај Оризари вчера собра голем број верници и помагатели на манастирска слава. Големото локално дерби меѓу Осогово и Слога помина со поделба на водовите. Женскиот фудбалски клуб Кочани го декласира минатогодишниот освојувач на купот на Македонија, постигнувајќи 11 гола. Со Дневникот се враќаме веднаш по рекламите. Гледајте не. Голема продажна акција на Тигар Метал. Поценкуван лим 2 на метар 289 денари, 3 на метар 429 денари. Пластифициран лим во сите бои и димензии по ваша мера по екстра цени. Сите видови елементи за ковани огради. Цевки и профили во сите димензии по екстра ниски цени. Шрафовска роба. Бои и лакови. Бесплатен превоз до вашиот дом. Тигар Метал Кочани во близина на автобуската станица. Сончеви колектори Термосол Кочани. 20 годишното искуство и стручност на инженер Никола Соколов, вградени во сончеви колектори, ви гарантираат сигурна заштита и благодет во домот. Зошто да плаќате скапа струја? Вградете термосол систем за загревање на водата од сонцето и уживајте преку целата година. Сончевите колектори се најисплатливата инвестиција на секое семејство, а Термосол е единствената фирма која ви дава техничко упатство и гарантен лист. Обезбедува резервни делови за 10 години. Не чекајте, вградете колектор за да ја почувствувате енергијата на сонцето. Најновите актуелни информации пренесени преку вашата омилена фреквенција, телевизија Кочани.
Кружниот тек во Кочани влегува во завршна фаза. Со полна парја деновиве се работи на финалните зафати. Градоначалникот Димитровски во обиколка на проектите кои ги гради општината. Градоначалникот Димитровски денеска ги посети објектите во градот на кои изминатиот период се работи интензивно и со полна парја. Посетата започна од кружниот тек кој влезе во завршна фаза и деновиве се прават последните зафати за негово официјално пуштање во употреба. Сакаме да направиме еден увид до каде се состојбите. Забележуваме дека се при крај работите околу кружниот ток. Се привршуваат работите на улицата Казанлък заедно со дополнителната работа атмосферската канализација и мене ми е задоволство што и времето не послужи оваа година да можеме сите тие градежни работи кои што ги планиравме да ги успешно окончаме, да ги завршиме. Освен кружниот тек во објектите на кои се работи повеќе од една година е изградбата на повеќе наменското игралиште во село Ризари. На новите фудбалски терени децата од селото ќе играат во најсовремени услови благодарение на инвестицијата вредна 160.000 евра, која ја овозможи општината за негова изградба. Малку подолго траеше оваа операција заради тоа што не беше од една програма, од повеќе програми се работеше, посебно беше делот на електричните инсталации, посебно беше партерното уредување, посебно беше оградата, заедно со детското игралиште и една седешница овде. Задоволен сум заради тоа што му се гледа крајот, односно се комплетно е завршено, остануваат само завршните работи околу чистењето и дотерување на оние најситни детали што се и останува само свеченоста да ја сечеме лентата кога ќе биде свеченото пуштање. Во наредниот период градоначалникот најавува изградба на нов кружен тек на излезот од Кочани кај Хотел Национал. Средствата ќе ги обезбеди општината, но се уште не се знае кога точно ќе започне неговата изградба. Најнов проект на кој ќе се работи во предстојниот период е изградбата на атмосферска канализација, за која веќе започнаа да се прават првите подготовки. Директорите на сите училишта од Кочани денеска се состанаа со градоначалникот Радко Димитровски. Отчет за сработеното и нови проекти беа главните точки на дневниот ред. Директорите на основните и средните училишта и детската градинка и градоначалникот Радко Димитровски на денешната заедничка средба дискутираа за сработените, но и идни проекти кои ќе се реализираат, а кои се од јавен интерес за сите училишта. Се работеше по однапред договорен дневен ред, каде што се разговараше за тендерите кои што беа во тек, кои што се завршени, кои што треба да се спроведат, кои што се од јавен интерес за сите училишта. А понатаму за трансформацијата на работниот однос го разгледувавме почетокот на училишните надпревари, значи оваа година ќе имаме новина, се утврдува работите кои веќе се знаеја, значи се запознаваат за сите тие работи, сите директори. На состанокот стана збори за трансформација на работните места на 18 наставници кои веќе ги доставија своите апликации со цел да добијат решение за неопределено работно време. Во овој период вкупно околу 18 наставници имаат поднесено, односно директорите поднесуваат барање за трансформација на нивните работни места, меѓутоа комисијата ќе заседава во текот на оваа недела и доколку комисијата ги прегледа и ги одобри сите, на крај градоначалникот подпишува и ги препраќаме до Министерството за образование и наука во Скопје. Новина за престојниот период е дека ќе се организираат нови спортски надпревари во соработка со училиштата од Виница и Македонска Каменица. И директорот на основното училиште Никола Карев се согласува со изгласаната точка дека треба да се организираат повеќе спортски активности и ветува дека во ново изградената сала во ова училиште многу порано оваа година ќе започнат надпреварите. Можем да кажем дека ова учебна година, значи нешто порано ќе ги започнеме надпреварите во кошарка машки и женски. Со добивањето на втората училишна спортска сала веќе одлучивме да оваа година започнеме значи со кошарка машки и женски. Према распоредото и према динамиката која ќе се договориме заедно со наставниците по наставните при физичко и здравствено образование. Оваа година за прв пат, значи,
ќе воведеме и дисциплината ракомет, машки и женски, со тоа што значи ќе ја користиме училишната спортска сала во основното училиште Никола Карев и со тоа и даваме еден поширок белег на сите овие мали спортови кои се организираат во спортските сали. Пред директорите на основните и средни училишта и детската градинка предстојат тековни активности кои треба да се реализираат, а во нив треба да дојде до израз инвентивноста и креативноста. Средба на стечајните работници од Кочани со претеничката Бети Кузмановска се одржа во саботата во Кочани. Презентирани повеќе барања на стечајците. Стечајните работници од Кочани во саботата одржаа работна средба со пратеничката Бети Кузмановска, на која презентираа повеќе своји барања. Пратеничката Кузмановска за средбата вели: Јас ги разбирам, тие имаат навистина огромни проблеми, се солидаризирам со нив, меѓутоа јас сепак сум една од 123 во Собрание на Република Македонија. Имаше пуштено до Собрание политиканско едно предлог решение за обештетување на стечајните работници, меѓутоа толку несериозно направено, бидејќи со паушални бројки околу 6.000, не знам, околу 6.000 денари ако земаат, па тоа ќе бидат околу 7.500 денари, 7.5 милиони денари месечно и годишно и така натаму. Ние го одбивме, меѓутоа како несериозен предлог, бидејќи 2008 ние донесовме закон за обештетување на сите што се 25 години, со стаж на 25 години, меѓутоа со платени придонеси. Значи за 25 години платени придонеси, тие се обештетени. Таа е околу 2.500 бројка. Навистина има уште огромна бројка на стечени работници. Се предпоставува дека се негде околу 5 до 6.000. Не може точно да се знае, меѓутоа и во Агенцијата за вработување сега во моментот тече таа процедура за да се види колкава е точно нивната бројка. Многу тешко е, бидејќи многу од годините не им се платени придонесите и навистина треба да се види кои се навистина луѓето кои што исполнуваат услови и мора да има некоја законска рамка. За стечајците ова беше можност да се истакнат повеќе барања кои треба да се решаваат во македонскиот парламент. Имаме обеќање од неа дека предлог законот нашо поднесен како стечајни работници Крнолчки Вишок не бил уред, не содржал некои елементи околу финансии и стажот на годините, дека ВМРО презима нешто, меѓутоа не кажа некоја категорија. Напунува се некоја категорија од 25 години, може да испод 25 години, меѓутоа ќе оставиме на времето. Дали ќе испадне така или ќе манипулират и још натаму село дека ние, да не кажам некој лош збор, напунеме 64 години ако стане стариот закон за пензија или ќе не окачат на 67. Колку и како ќе се остварат барањата на стечајците од Кочани, останува да покаже времето. Дали ќе има некој државата против еднашка поставка? На детските рацинови средби во Велес годинава учествуваат две ученички од основното училиште Никола Карев од Кочани, под менторство на професорката Љупка Стојменова. Во Велес, градот на гимиџиите и на Кочо Рацин, се одржа традиционалната поетска манифестација Детски поетски рацинови средби. Нова престижна манифестација на која учениците твореа за Рацин, годинава учествуваат две ученички од основното училиште Никола Карев од Кочани, под менторство на професор Љупка Стојменова. Оваа година беа 46-тите поред детски рацинови средби. Секоја година веќе се стасува писма до училиштата во кои што се дава можност и учениците да учествуваат од училиштата. Оваа година учениците имаа задолжение да творат на тема Рацин. Доста инспиративна тема излезе кај учениците, иако изгледа малку потешка, но сепак тие достојно одговорија на задачата и успеа да го презентираат и нашето училиште во рамките на овие детски рацинови средби. Тијана Јович и Розета Петрова го представува училиштето на оваа манифестација. Видно возбудени од настапот ни изјавија. Ние творевме на тема Рацин. Мојата песна се викаше Почит кон Рацин и требаше да напишеме песна за Рацин во која ќе ги искажеме нашите чувства и всушност почит кон Рацин на некој начин за тоа што ни подарил знаење песни. Прошетавме со домакините, бевме на питијада, која е доста интересна и исто така вечерта имаше направено концерт. Творевме на тема за Рацин, мојата песна се викаше Неостварената љубов на Рацин.
Суштината на овој надпревар беше да искажеме љубовта и почита кон Рацин, која тој во мало створил и ние денес учиме за него. Чест беше да се учествува на овој надпревар од вкупно 200 ученика во Македонија кои биле пријавени, меѓу 20 повикани на Рациновите средби да се учествува, значи е голема чест. Не посетивме куќата на Рацин, каде што беше изложено, беа изложени цртежите, ја разгледавме как писмата кои ги пишувал, сликите, условите во кои живеел. Инаку овие две ученички во континуитет настапуваат на Рациновите детски поетски средби, како и на други поетски манифестации во Републиката. Манастирот Добра вода кај Оризари е место за престој на поголем број верници и случајни намирници. Оризарчани со голема љубов и вчера се собраа кај манастирот на редовното годишно собрание. Кај манастирот Добра вода близу Оризари секојдневно доаѓаат верници од Оризари и од Кочани, како и од повеќе места на Македонија. Добра вода е место за престој на поголем број верници и случајни намирници. Има пресека пат, има од Оризари, има пат, од секаде има пат да се доаѓа. Има и пат овде и прока реката Оризарската река Масалница. Пат за да може да си доаѓаат од се. 3 пата може да доаѓаат овде. Се уклучи овај пат што иде за пресека. Немаме толку финансии да го направиме, ако можеме само со овој помош на бизнисмени да ни помогнат, на општината и на бизнисмени да ни помогнат да изградиме. А и треба да се изгради тоа кон нас. Значи можам да заклучам дека оризарчани се сложни луѓе, сплотени, ја сакаат добра вода и ја помагаат. Да, ја сакаат и ја помагаат. И чек оризарци, на пример, ако дојде да речеме од Словенија гости или било од каде, Германија, било секто, бил не е битно и од тука од Македонија, сака да го проведе, дека ќе го проведе во добра вода, го доведе тука да видат, на гости да пројдат и сите што доаѓаат од страна. Со Божи благослов на свештеникот од Македонската православна црква започна и ручекот, а на веселбата и немаше крај. Верниците палеа свеќи и даруваа дар за здравје на нив и на семејството. На страна сме, не сме тука, ама у годината еднаш ке дојдеме и дојдеме до тука и така. Да, кога сме тука, дојдеме. Така, помолиме се на црква, запалиме свекички за здравје, за нас, за децата, за куќата. Манастирот Добра вода со светата вода останува и понатаму место за собирање на поголем број верници од Источна Македонија и пошироко. Нападнато момче од Кочани од тројца непознати насилници. Причините за сега се непознати и полицијата трага по насилниците. Насилството и понатаму продолжува во нашата општина. Секојдневно слушаме за напад врз малолетници, силувања и многу други насилства кои го нарушуваат јавниот ред на граѓаните од општината. Поради непознати причини во саботата после полноќ, 29-годишниот СА од Кочани на градскиот плоштад во градот бил претепан со железна цевка од тројца насилници. Тој бил нападнат од тројца кочанчани со иницијали БО, МО и ГО и му биле скршени 2 ребра. Веднаш по нападот на СА му била укажана лекарска помош во општа болница во Кочани и поради сериозноста на повредите е задржан на лекување. Причините за сега се непознати, но полицијата се уште трага на расчистување на случајот. Во Виничко нов инцидент. Додека бере лепченка од засега непозната причина, тројца жители на селото Истибања биле нападнати од нивен соселанец. Од здобиените удари сите тројца завршиле во болница. Владарот на селото Истибања во Виница, 50 годишник со иницијали МС, додека берел пченка заедно со своите синови, бил нападнат од засега непознати причини од нивен соселенец, кој по кратка расправија почнал физички да се пресметува со тупаници и дрвени летви, нанесувајќи му сериозни повреди на 50 годишникот. Исто така, еден од синовите по силните удари се здобил со расекотини по телото, пошто сите тројца веднаш биле префрлени во медицинскиот центар во Кочани, каде веднаш им ја укажана лекарска помош. Полицијата изврши увид на местото на настанот и поднесе соодветна кривична пријава против сторителот. Големото локално дерби помеѓу Осогово и Слуга ги оправда очекувањата. Поделбата на бодовите реален одраз на случувањата на теренот изостана допадливата игра.
Во атмосфера која на градскиот стадион Никола Мантов во Кочани не е видена со години, Осогово и Слога од Виница ги поделија бодовите, постигнувајќи по еден гол во второто полувреме. За нијанса повеќе од играта имаа домакините, но и виничани знаеја да притиснат и да создадат неколку полуприлики или изгледни шанси пред голот на одличниот Петар Лазаров. Инаку целиот надпревар изобилуваше со некоректна игра, со ситни прекршоци кои не дозволуваа организирани и смислени акции, со глума на теренот. Таквиот приод оневозможи фудбалерите на двете екипи да прикажат допадлива игра и убави фудбалски потези и акции. Токму затоа судијата Пилешков од Штип покажа дури 11 жолти картони и еден црвен, со што успеа да го приведе до крај овој динамичен и помалку наелектризиран надпревар. Ако во првото полувреме се играше речиси без шанси, во второто за 2 минути паднаа двата гола. Први поведоа виничани со голот на Петков, а потоа Арсов со удар со глава од 2-3 метри израмни. Печат на локалното дерби оставија навивачките групи Сејмини и Улеви, кои создадоа несекојдневна фудбалска атмосфера. Скандираа и се прозиваа на најразличен начин, на моменти дури и со некоректни слогани, но се беше во границите на дозволеното. По надпреварот сите задоволни го напуштија фудбалскиот стадион Никола Мантов во Кочани, бидејќи пожртвуваната игра на фудбалерите и на двете екипи ги оправда очекувањата на дербито. ЖФК Кочани го декласира минатогодишниот освојувач на Купот на Македонија, постигнувајќи 11 гола, без да примат ниту еден. Кокаловска најдобра и најефикасна на средбата. Изморедниот тим на женскиот фудбалски клуб Кочани најсериозно ја сватил слабоста од дербито со Иднина С, па на надпреварот против ланскиот освојувач на Купот на Македонија, екипата на единство од Скопје, одигра максимално и оствари драгоцена победа од 11-0. Кочанчанки силовито тргна уште од првиот свираш на судијата и по две неискористени шанси Кокаловска го отри резултатот. Потоа головите се редеа еден по друг, а секако најубав беше оној на Спироска, кога од 25 метри го погоди аголот на противничкиот гол. Кочанчанки одигра одлично на сите позиции, меѓутоа најдобра и најефикасна беше извонредната Кокаловска, која беше нерешлива загадка за скопјанки. Таа постигна 4 гола, а можеше уште во 2-3 наврати да ја затресе мрежата на инаку солидната Пеева, но поради убедливото водство како да ги загуби мотивите за игра. Тоа што ги загрижи тренерите на Кочанчанки, секако се трите непотребно добиени жолти картони, и тоа на најдобрите фудбалерки Ана Веселинова, Афродита Салихи и Кате Милевска. Со кружниот тек во градот поголем број возачи се уште не ги почитуваат поставените сообраќајни знаци. Во Дневник Плюс на телевизија Кочани ве подсетуваме на правилата на движење на крстосница со кружен тек на сообраќајот. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Имајте пријатна вечер со програмата на телевизија Кочани. Довидување.
Кружен тек. Според светските истражувања, во споредба со семафорите, кружниот тек на крстосниците има повеќе предности. Пред се, сообраќајот се одвива побрзо, бидејќи нема чекање на црвено светло на семафорот. Исто така движењето се одвива во еден правец, што го намалува метежот на крстосницата. Најголема предност на кружниот тек е безбедноста. Таа особено важи за крстосници кои се надвор од градовите, каде шансите за сообраќајни неизгоди се 2 пати поголеми, во споредба со крстосниците каде сообраќајот е регулиран со семафори. Многу возачи не ги познаваат правилата на кружниот тек. Постојат 4 важни правила за однесување на кружен тек. Прво, трепкачот се вклучува само при напуштање на кружниот тек. Доколку трепкачот се вклучи при влегување, се добива впечаток дека сакате веднаш да се исклучите од тој тек на сообраќајот. Но при излегување од кружниот тек, мора да го вклучите трепкачот, со што ќе покажете во кој правец сакате да одите. Второ, треба да знаете да изберете правилната сообраќајна лента на движење. На кружен тек, каде што има 2 сообраќајни ленти на движење, при вклучување треба да се престроите десно, доколку знаете дека ќе го напуштите кружниот тек на првиот или вториот излез. На левата лента пак се престројувате доколку планирате да се исклучите од кружниот тек на излез кој е оддалечен. Трето, внимавајте на возилото до вас. Многу кружни токови се регулирани со сообраќајните знаци, крстосување со пат со првенство на минување и кружен тек на сообраќајот, кои спаѓаат во групата знаци за изречни наредби и имаат 2 сообраќајни ленти за престројување, имаат и 2 влезни ленти. Доколку при вклучување во кружниот тек се наоѓате на левата сообраќајна лента, а сакате веднаш да се престроите на десната, треба да внимавате на возилото кое веќе е на десната сообраќајна лента и има предност според правилото на десна страна. Четврто, доколку сте на внатрешната сообраќајна лента и сакате да се исклучите од кружниот тек, треба да вклучите десен трепкач и да видите дали десната сообраќајна лента е слободна. Доколку има возила, подобро е да продолжите и да свртите уште еднаш околу кружниот тек, за да не предизвикате неизгода со пресекување на патот на другото возило.